Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Годишниот Нинослав Дамјановски го фати крстот на денешната прослава на Водокрст. На одбележувањето присуствуваше американската амбасадорка во земјава Кейт Мери Брнс. Полни тезги, богата понуда, но малку купувачи на градскиот пазар во Гостивар. Во Тетово денес се одбележа Водокрст, денот пред водици. Традиционално беше извршен голем водосвет и спуштање на крстот во црковниот базен во црквата Пресвета Богородица. Започнаа чествувањата на богојавленските празници. Традиционално во православниот храм Пресвета Богородица во Тетово, по повод празникот Водокрст, денот кога е крстен Свети Јован Крстител, се отслужи света божествена литургија, пошто во базенот во црковниот двор се изврши чинот на спуштање на крстот. 24-годишниот Нинослав Дамјановски беше најсреќен да го фати крстот на денешната прослава на празникот. Тој учествува во ваквиот чин по 4-ти пат. Ова ми е 4-ти пат кога го скокам по крстот. Втор пат ми се посреќи да го фатим и очекувам да ми донесе најпрво здравје, среќа, беричет. Горан Хаджилјовски Чајка е меѓу првите учесници во традицијата за празникот во оваа тетовска црква, која започнала во 1986 година. Првата година се сеќам дека беше со многу снег и со премногу луѓе. Мислам дека и ден денеска више нема толку луѓе да има како што имало тога. Така да традицијата продолжува, значи ако прашате зошто на Водокрст и на Водици, тогашниот владика покојниот Кирил, значи физички не можеше да биде присутен на две места одеднаш, така да прво он со негова дозвола е дозволено да се спушта крстот во базенот уште ден порано. И така и остана тоа денеска, иначе јас сум првиот што сум скокнал по крстот, уште тогашната 86-та година и два пати сум го фатил, еднаш моите другари, еден од нив го фати. Хаджилјовски вели дека треба да се покрене иницијатива наместо во базен, крстот да се спушта во реката Пена, како што се правело некогаш. Према моите, значи, дедовци, прадедовци кои што исто били во одборот на оваа црква, значи, пошто црквата се наоѓа на стариот дел на градот, значи ова е една од најстарите цркви што се во градот. Значи порано се фрлало во река и јас сум дал иницијатива, пошто сум во одборот на црквата, да се таа традиција да се врати поново да се фрља. Зошто, како, дали ќе се оствари, тоа е убаво. Например, ако јас на мој 50 некоја година кој би се фрљал у реката, би скокнал поново. Централната прослава на празникот Водици во Тетово ќе се одржи утре во соборниот храм Свети Кирил и Методи, а овој празник ќе биде одбележан и во сите околни населени места со осветување на водите и спуштање на крстот во црковните базени или реките. Намалена раздвиженост на градскиот пазар во Гостивар на овој пазарен ден. Заминаа печалбарите, падна прометот, велат трговците. Граѓаните пак кои беа дојдени на пазарување се пожалија дека цените се поскапени. Полни тезги, богата понуда, но малку купувачи на градскиот пазар во Гостивар. Вторник е пазарен ден, а сепак имаше намалена раздвиженост и изостанаа во обичаените гужви. Трговците рекоа дека работата спласнала откако печалбарите си заминале. Кон крајот на јануари веќе е истенчен и домашниот буџет поради празниците, па граѓаните го редуцираат пазарувањето. А на пазарот во Гостивар имаше се, од овоши и зеленчук до сирење, мед. Еве што продавате денеска вие на пазарот? Па ево продаваме марули, спанак имаме овде, млад кромичова. Купуваат ли граѓаните? Па купуваат, кој има пари ќе купи, кој нема поевтино и пушти малку, му даваме вака. Печалбарите замина, дали падна пазарот?
Па падна малку, ама добре, не е лошо, не е лошо. Не е лошо. Пошто и у Тетово идеме таму, продаваме. Кичево идеме. Каде Има. подобро се продава? Па види овде и Тетово и Гостиварна и јако е пазарот. А се ценкаат ли граѓаните за цена? Па се ценка нема. Нема пари. Со пензија, со плата, вика, не стига струја, вода, ово нема. Денес и како и другите пазари, мед продаваме еколошки, чист, природен, квалитетен мед. Купуваат ли граѓаните? Тие што разбираат од медот си идат си земаат, тие што не разбираат, не се сигурни и си заминуваат. А како може да препознаат добар мед? Има многу начини, тие што се разбираат од медот си знаат кој е мед и си го препознаваат. Имаше ли повеќе работа кога беа печалбарите? Да, едно, два-три пазари беше подобро. Многу подобро беше него сега. Сега е малце, луѓето немаат пари. Медот малце и го рачунаат како не е како потреба, ако е болен тогаш земат мед. Да. Иначе Само на овој пазар продавате или и во Тетово? не, само овде идеме. Поголемиот дел од граѓаните кои беа дојдени на пазар се пожалија дека цените на производите се високи и дека главно ги купуваат само основните работи што им се потребни. Е, све помалку. Марула, овошје и тоа. Како ви се чинат цените? Па да, не се лоши. Тука не. Као прошлиот пат, така и сега. За кои имат джепот кој му е добар, опет се најдуваат. Тие што не му работи джепот, тешко е за нив. И перките, тоа работа, сите работите са поскапи. И што да правиш? Не знам што да речам. Мора да се пазари. Мора се нешто да се пазари, да земаш. По пијацот да излегуваш, па видите, и пазарот до слаб е, не пазар, што има мандарини и онја портокали, не знам што, партиджанот скап, тоа е скап. Цените на градскиот пазар во Гостивар од тезга до тезга немаа голема разлика. Доматите се продаваа од 70 до 80 денари за килограм, краставиците од 80 до 100 денари, компирот од 25 до 30 денари, а зелката 25 денари. Јаболката имаа цена од 100 денари за 3 или 4 килограми, додека лимоните и мандарините од 40 до 50 денари за килограм. Со свечен настан денеска беа одбележани 14 години од почетокот со работа на американското катче во Тетово. На одбележувањето присуствуваше и американската амбасадорка во земјава Кейт Мери Брнс. Денеска во Тетово свечено беа одбележани 14 години од основањето и работењето на американското катче. Програмата на американското катче опфаќа многу активности. Конкретно на полето на образованието, нуди советувања за млади заинтересирани да учат и студираат во Соединетите американски држави. На денешниот настан по повод годишнината се обратија и американската амбасадорка во земјава Кейт Мери Брнс, градоначалникот на општина Тетово Билјалка Сами, како и директорот на Центарот за култура во Тетово Арлин Хусеини. Сакам да зборувам за успешната приказна на американското катче во Тетово, бидејќи ја посебна. Мојот тим ме потсети на статистиката која кажува дека американското катче во Тетово на самиот старт броело околу 1500 регистрирани членови, а сега број 7000 членови. Повеќе од двојно луѓе од самиот старт сега партиципираат во програмите на американското катче во Тетово. Американското катче во Тетово започна со работа во партнерство помеѓу општината и амбасадата на Соединетите американски држави, со подршка на бизнис заедницата и универзитетите. Инаку американското катче во Тетово официјално е отворено на 17 јануари 2008 година. Катчето представува плод на соработка и партнерство помеѓу Канцеларијата за односи со јавност во амбасадата на Соединетите американски држави во Скопје, општина Тетово и Домот на културата во Тетово. Што носи германскиот извештај за модуларната? Нов тек на истрагата или нејзино затварање? Повеќе на оваа тема со колешката Милена Вучевска. Преоптоварена електрична енергија при употреба на апаратот за реанимација е најверојатно причината за пожарот во Тетовската модуларна болница, што ја посочиле германските експерти во извештајот.
Сепак, ова се неофицијални и непотврдени информации до кои дојде Алфа. Во тетовското обвинителство велат дека ништо не коментираат додека не заврши преводот на вештачењето, во кое на 7 страни се изнесени заклучоците на германците, како и зошто изгоре модуларната за само 3 минути. Ова трето вештачење, покрај двете домашни на МВР и на Технолошкиот факултет, ги комплетира доказите во предистражната постапка. Ако нивните сознанија се поклопуваат, истрагата треба брзо да биде завршена. Многу прашања чекаат одговор. Како изгоре објектот за само 3 минути, но и дали некој ќе одговара. Повеќето граѓани сметаат дека случајот ќе се затвори како несреќен. Како што до сега гледамо како се одвија работеве, не знам како ќе се одвија ова све. Што мислите, како ќе заврши целиот случај? Несреќен случај. А би требало некој да одговара според вас? Па како не би требало? Кој? Па надлежните што се... Не верувам ништо. За жал политиката се ништо не чини, нема саглам, само денешен ден на помош, ништо друго, со Господа напред. Тоа е, не очекувам дека нешто ќе се реши тоа. Некој да одговара? Не верувам ни да ќе одговара некој. Џабе, више луѓето отишле, што и да сторат не е вредно више. Колку пари да кошта, кого ќе заглавиш, тоа е више непотребно. Тешко тој што отишол. Изминативе месеци се сослушуваат десетици сведоци, се анализираа видеоматеријалите, се комплетираат 2 домашни вештачења. Јавноста засега само ја знае причината за пожарот, наведена во извештајот на МВР, дека настанал како последица на запален продолжен кабел на кој бил приклучен апарат за реанимација, полнач за мобилен телефон и уште еден уред. Освен оставките на двајцата директори на Тетовската болница, одговорност за катастрофата во која загинаа 14 лица засега нема. Премиерите на Северна Македонија и на Бугарија Димитар Ковачевски и Кирил Петков денеска договорија да се формираат работни групи кои ќе бидат од повеќе области. На заедничка пресконференција тие информираа за разговорите од нивната тет-а-тет средба, како и од пленарниот состанок на двете делегации. Денеска со премиерот Петков се договоривме дека Бугарија прифаќа да го користи краткото име Северна Македонија подеднакво како и долгото име Република Северна Македонија. Тоа значи дека Бугарија нема веќе да ја кочи употребата на краткото име во ниту еден меѓународен или билатерален процес и за тоа ги извести Обединетите нации. Следно е да го финализираме и договорот за прекогранична соработка за периодот 2022 до 2029 година. Најзначаен проект од оваа област е отворањето на граничниот премин Клепало, со што ќе се олеснат движењето, транспортот и трговијата. Ќе се зголеми потенцијалот за туризам, а со тоа и врските меѓу граѓаните на нашите земји и развојот на пограничните региони. За само една недела, на 25 јануари, ќе одржиме заедничка седница на двете влади, на која ќе договориме и други конкретни чекори за унапредување на соработката во различни области и сектори. Ќе се формираат работни групи кои што ќе работат на конкретни проекти на заекнување на соработката и на воспоставување на поголема доверба и на градење на односи кои што ќе значат по просперитетна иднина. Самите работни групи ќе стават акцент на специфичните прашања кои ќе треба да ги решиме. Но во целина можам да ве уверам дека со денес голем оптимист за нашите заеднички активности и верувам дека резултатите кои сите ќе ги видите ќе доаѓаат секоја недела и се надевам дека секоја од страните се надева ќе имаме резултат многу брзо. Во продолжение следуваат информациите од билтенот на секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера во 20 часот и 15 минути полициски службеници од СВР Тетово на автопатот Тетово Скопје кај наплатната станица Желино лишиле од слобода 33 годишникот Скопско Рачиново, кој управувал патничко моторно возило со кумановски регистарски ознаки и 24 годишна сопатничка од Скопско Орланци, за кој има распишано потерница поради истрага во врска со сомнение за сторено кривично дело. По насока на јавен обвинител, лицата се задржани во полициска станица за понатамошна постапка.
Вчера во 8 часот во СВР Тетово, 37 годишна жена од Тетовско село пријавила дека околу 3 часот по меѓусебна вербална расправија била физички нападната од нејзиниот 37 годишен супруг кој при нападот користел и тврд предмет. Со пријавениот е извршен службен разговор во полициска станица Тетово и по документирање на случајот против него ќе следува соодветен поднесок. Вчера во 17 часот и 45 минути во СВР Тетово, Овара Гостивар, 59 годишник од Гостиварско Беловиште, пријавил дека околу 13 часот и 30 минути во Гостивар по претходна расправија со ШБ во врска со стари должничко-доверителски односи. Бил физички нападнат од него. Според пријавеното, напаѓачот му се заканувал со пиштол и му го одзел неговото возило. Случајот се расчистува и ќе следи соодветен поднесок. Полициски службеници од СВР Тетово во рамки на континуираните контролни активности за откривање и санкционирање на лица кои вршат непрописно пристигнување, вчера во периодот од 7 часот до 10 часот откриле и санкционирале 22 возачи, 14 во Тетово и 8 во Гостивар, кои вршеле неправилно пристигнување на недозволени места. Колона, непрегледна кривина, раскрсница и места на кои пристигнувањето е забрането со сообраќајен знак. При контролата биле констатирани и санкционирани и 2 останати прекршоци, еден во Тетово и еден во Гостивар. На сите прекршители изготвени им се соодветни поднесоци, при што ќе се соочат со парична глоба во износ од 45 до 300 евра во денарска противредност. Од Центарот за социјална работа во Тетово информираат дека корисниците на родителски додаток за трето и четврто дете, чии деца се родени до 22 март 2020 година, ќе можат да го обноват правото на родителски додаток најдоцна до 31 март 2022 година. За остварување на правото на родителски додаток за трето дете пак потребни се лична карта на еден од родителите, доказ дека не е одземено родителското право и доказ за задолжително вакцинирање на детето. Македонската ракометна репрезентација го заврши и третиот надпревар од групата со пораз од селекцијата на Данска. Колегата Павле Симовски ги има и последните информации од учеството на репрезентацијата на Европското првенство. Трет пораз за ракометната репрезентација на Македонија, откако вчера на последниот надпревар загуби од Данска со 31-21 во рамки на групата А во Дебрецин на Европското првенство кое што се игра во Унгарија и Словачка. Нашите момци одлично го започнаа надпреварот, поведовме со 4-0, дури 8,5 минути Данска не успеваше да го пронајде патот до нашата мрежа. Сепак во продолжениот надпреварот Данска докажа зошто е најголемиот фаворит за освојување на ова европско првенство. Најпрво го изравни резултатот на 4-4, а потоа само ја зголемуваше предноста се до конечните 31-21 за Данска. Во нашите редови најпрецизен беше Жарко Пешевски, пикерот на нашата репрезентација со 6 погодоци. Македонските навивачи до крај остана да ги бодрат нашите ракометари, иако се знаеше дека без разлика на исходот на овој надпревар ние ќе завршиме на последното место во нашата група. Денес останува да се одиграат уште две групи, така што се уште го немаме конечниот пласман на Македонија, но ќе бидеме некаде околу 20-тото место на ова светско, односно на ова европско првенство. Тоа значи дека во квалификациите за светското првенство започнуваме од првата рунда, односно ќе треба да поминеме 2 барашни превари за да играме на светското првенство следната година, но сепак позитивна вест е тоа дека Кирил Лазаров и Филип Миркуловски одлучија да играат на овие барашни превари, се со цел овие млади момци да имаат можност да играат на светското првенство следната година. На вториот надпревар во нашата група Црна Гора со 33-32 ја совлада Словенија и го освои второто место, обезбеди пласман помеѓу најдобрите 12 репрезентации во Европа. Ова воедно е и најголемиот успех на машкиот црногорски ракомет. Ние тука го завршуваме првенството, со тоа и нашата екипа се враќа во Тетово. Јас сум Павле Симовски, специјално за КМ телевизија од Дебрецин, а со мене е и снимателот Марко Петровски.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!